Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Вечерва гостин во студиото е Жарко Гроздановски, представник на Христијанско братство. Господин Гроздановски, добро вечер, добре дојдовте. Добро ве најдов. Јанко, ви благодарам на поканата и воедно сакам да упатам срдечен поздрав до сите македонци во и надвор од Македонија во диаспората. Благодарам многу. Кажете ни нешто за себе, нека ве запознае по широката јавност. Не сте многу медиумски покриени, представувани, кои сте и што сте. Вашата работа и вашите дела, и тоа како добро се знаат, но кој е Жарко Гроздановски? Вака, значи, да започнеме прво Христијанско братство. Немаше став да се појавува пред медиумите, но пред еден месец, кога добивме покана и разговор со Ѓорче Атанасовски, тој е наш човек во диаспората, прифативме да дојдеме во ТВ Сонце и да настапиме јавно да отвориме прашањето и табу темата или догмата што е христијанско братство. И јавно да проговориме за тоа. Тоа е првото. Второто, кој е Жарко Гроздановски? Жарко Гроздановски, кратка биографија за вашите гледачи во и надвор од Македонија во диаспората. Е роден 1973 година во Тетово. Живеам во Тетово, поточно сега во Брвеница. Тоа е место, населено место 3 километри од Тетово, за тие што не го познаваат. Инаку фамилиарен човек, оженет, 3 деца, 2 черки и син, сите полнолетни. Двете черки се доктори на медицина, додека синот е втора година на безбедност и криминалистика, детективи одсек. Што сте по професија? По професија јас сум магистер на медицински науки, јавно здравје и менеджмент и дипломиран дефектолог. Вработен сум на Карил клиника, тоа е државна болница, или поточно Мајка Тереза Скопје. Тие се завршени во Македонија на Универзитетот Кирил и Методи Скопје, Република Македонија. Сега ја би се префрлил да ни објасните што е христијанско братство, кога е формирано, кој го формирал, кои се незините цели и каква е формата на ова здружение. Христијанско братство е формирано 2015 година. Тоа настана боерски, чисто другарски, на база на другари, кои што одлучивме дека во Тетово ни треба нешто со што ние, со нашето сплотување, би се одбраниле тоа што се случуваше во тие моменти тогаш. Не сакам да навлегувам во детали, но не бевме свесни дека христијанско братство може за 5 години да прерасне од 25 на 2000 членови, тоа е браќа под заклетва на свето место. Што е христијанско братство? Христијанско братство е една патриотска, хуманитарна и пред се аполитичка организација. Не застапува ни една партија и ни едни интереси, освен интересите на Македонија и македонскиот народ. Тоа е она накратко за христијанско братство. Може и на широко, слободно. Добро. Еве да отвориме оние прашања што... Зошто го формиравте? Еве на пошироко. Од безбедоносна структура, ништо повеќе. Зошто безбедоносна? Се чувствувавте небезбедни? Објасните го малце мигот. Зошто? Значи, многу е лесно да живееш во Битола, Прилеп, Струмица и да не ги набројувам другите градови и да бидеш патриот. Но патриот во Тетово, Гостивар, не е исто. Врз мене лично се направени неколку напади. Кој колку е како запознат, не нема да навлегувам. И бевме приморани да се самите само заштитиме. Тоа беше тоа христијанско братство. И како што реков, од една група од 25, да денес истото тоа христијанско братство брои 2000 лица под заклетва на свето место. Името христијанско братство, колку да биде појасно, е дојдено случајно. На состанокот што тогаш го државме пред 5 години, се мислевме помеѓу македонско братство, македонска чест, само братство, православно братство и христијанско братство. Од тие 25 мина мои другари, 17 одлучија да биде христијанско братство.
И ден денеска тоа име ствара конфузија кај народот. Христијанско, како христијанско не поврзува со црквата. И мисля дека сме верски фанатици. Затоа што на нашето обележје го носиме крстот, тоест православниот крст, дали тоа е на шарпа извезен или на капче, и го носиме, значи, на маицата. Значи, да биде јасно, името е случајно дојдено, додека со црквата да, ние сме верски настроени, но не сме верски фанатици. Лично јас, верувам во Господ, но во свештените лица може би само во 2% од нив. Обележјата се јасно како што и се гледаат. Тоа е тој препознатливо обележје на христијанско братство. Структурата, и тоа може да го објаснам, за да биде по-јасно на гледачите, се состои, значи, од организационо, од 3 столба. Првиот столб, тоа се оние момци под заклетва, брајча по вера, што ги велиме, кои се процентуално највише, тоа се оние што секогаш излегуваат облечени со овие препознатливи знаци. Вториот столб се оние што работат во институции кои што се заштитени, како што се, значи, во Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, по некои министерства кои што не смеат јавно да се покажуваат или не смеам јавно јас да ги инволвирам во самите случувања. Додека третиот столб, тоа се оние брајча по вера што се извршители, кои што се како една тајна полиција во христијанско братство, кои го штитат христијанско братство од напади, некои лијани од партиски, така натака. Тоа е нешто така скратено за христијанско. Ке морам сега да ви поставувам под прашање. Велите дека каква во суштина сте, вие сте хуманитарна Добра. Организација, но дека не сте верски фанатици. Овде во структурата спомнувате поим како тајна полиција. Не, заштита на самото христијанско братство. Го спомнавте, вие го изговоривте овде. Да. Така што легитимно е да ве прашам за тоа. Што значи тоа? Еве во наводници легитимна тајна полиција. Добро. Прво хуманитарното. Тоа е, значи, оние акции што ги изведуваме, помагаме на лица со посебни потреби или социјално загрозени семејства. Тоа порано беше јавно со заштита на нивниот идентитет. Но после одлука на Советот, тоа го работиме тајно и не го објавуваме повеќе на Facebook. Ако некој треба да суди тоа е Господ. Повеќе јавно не ги изнесуваме акциите што ги правиме хуманитарни. Вториот дел, тој е оној патриотскиот, тој е оној кога на 27.2.2018, кога за прв пат видов дека Македонија е на чорсокак, кога почна процесите на промена на името, кога почна двојазичноста. Тогаш бев принуден и од самите мои брајча по вера, ги извадив за прв пат на улица. И еве ги, веќе 3 години, ние сме на улица и не сме тргнали од таа улица. Додека третиот, тој столб, тоа е самата заштита. Кога ве зборувам улица. Улицата е нешто најподлото и најдното што може да постои кога протестирате. Тоа е како лајање на месечина. Добро кажа. Тука сме ние некако оставени сами на себе. Очекуваш напад од било кого. А христијанско братство не е некоја организација која може било кој да се зафркава со неја или да понижува или малтретира. Ако вие на еден собир или протест видите 40 лица облечени со мајци препознати в знак на христијанско братство, уклучувајќи и мене како незин првенец, верувајте дека има уште 40 други кои се во цивил, кои ги заштитуваат тие 40, да не би дошло до некоја неубава и немила ситуација. А такви ситуации дали доаѓаат? Па да. Имаше ситуации, но тие беа благовремено санирани. Како? Па беа отстранувани. Како? На мирен начин. Беа подалеку отстранувани. Значи, затоа што во таа гужва, каде што се 1000 или 2000 луѓе, може било кој да приде и може, например,
да те нападне. Ако ние очекувавме на полицијата, кога тогаш беше од спротивната страна на тие барикади, кој не обезбедуваше нас, тоа сите што беа на протестите, тогаш кој го обезбедуваше христијанско братство и целиот народ што беше присутен тука, тоа беше христијанско братство. Имало многу протести во Македонија и не секогаш сите кои протестирале имале некако обезбедување. Вие тоа сте го направиле. Зошто баш христијанско братство му е потребна заштита кога протестира? Зошто мислите дека само вие сте таргет или подобро вака да дуваме на јогурт, на машченица, одошто после да си изгориме? Сега малце на шега го кажувам, нели? Ме разбирате што кажувам? Ве разбирам. Значи, добро. Кај нас, значи, дефиницијата е подобро да се спречи нештото, отколку подоцна да го лекувам истото тоа. Затоа, ние, значи, јас како незин првенец, еве и ова ќе го отворам, затоа им беше таа поента на доаѓање на овој разговор, да прв пат пред јавноста зборувам јавно за христијанско братство. Што им велам на моите браќа, за прв пат ќе ве отворам вечерва. Зошто? Затоа што ние не сме под контрола на ниједна партија, на ниједна тајна служба или држава. Никој не контролира. И никој не може да не купи. Не сме на продажба. Но вие ги контролирате. Вие сте главен. Да, но на моите луѓе. Но никогаш не сум дозволил ниеден инцидент на ниеден протест. Ако добро ги следевте во минатото, сите протести што беа добро обезбедувани од самите нас. Ако сте ги следеле. Да, за да нема провокатори и така натаму и така натаму. Па не верувам дека мајка има родено што може да го испровоцира лично христијанско братство. Не верувам во такво нешто или мене лично. Но во 2000 души секој може да изгуби такта. Па тоа беше тоа внимавање што ние моравме да го направиме, за да не би го после лекувале или санирале таквото нешто, само да го спречиме. Ајде да се навратиме малку. Кога рековте многу е лесно да се биде патриот во некои други градови, ела да те видам, биди патриот во Тетово. Па да. Каков е животот тогаш во Тетово? Опишете ми зошто, ако ве разбирам, дека е тешко да се биде христијанин во Тетово? Не христијанин. Или македонец? Христијанин е сосема друго. Не се фаќате за збор. Значи, опишете ми состојбата, зошто се чувствувате небезбедно, зошто полицијата не може да ве заштити или не ве штити, кога вие сте се одлучиле да се организирате и само заштитите. Зошто е тоа така? Малце ми треба ваше мислење тоа да го чујам. На страна, ја што си имам свое, нели, ама вие сте тука тоа, вие да го објасните. Ретроградно. Ќе се вратам на неколку настани. Јас сум по природа бунтовнички тип. Лично јас. Не трпам неправда. Значи не можам да ја премолчам или да ја проголтам. За таа моја бунтовничка природа, секогаш сум имал противници од другата страна. Која е таа друга страна? Па, пример да кажеме, еве, од прилика сум имал преку 20 немили настани, може и повеќе. Од кого? Кој ве напаѓа? Пример, кој да ве речеме... загрозува? Кој ви се заканува? Не е закан. Добро, си извинувам, не се фаќајте за збор. Што, Закана ви реков. Добро ве прашувам, што ве инспирира? Која е таа друга страна од која вие сакате да се заштитите? Еве, например, 2005-та, кога и се формираше нештото, зошто го формиравме? Затоа што јас бев... бев... 2015-та. 2015-та, затоа што лично јас бев нападнат со пиштол и нож во кафана во Тетово, во ресторан Арама. Бев нападнат. Може би тоа беше поглед на смртта во тој момент. Зошто бевте нападнати? Што беше причина? И па таа причина и денеска е во судството. Никогаш не знам зошто и кои беа нарачателите на нешто такво. Имавте претходно некаква јавна активност, христијанска, политичка? Не, никаква. Добро, сега политичка активност сум имал цел живот. Но не баш во тој момент. И не баш тогаш. И кој ве нападна? Албанци. Зошто? Па не знам и денес. Зошто? Затоа што кога и да побарам, да се даде образложение, никогаш не можам да добијам кој, лицето е непознато. Валјда може би да се прати порака преку мене до некои други. Ако можеме на нему, што станавте вие другите? Што се издвојува по таа природа.
Немаше пред таквиот напад да се изврши Не. некакви најави, закани, Не, смири се, прибери се, Ви реков. пази што си рекол. Ви реков. Нема мајка родена што може да се закани на мене или на христијанско братство. Зошто дури после нападот? Зошто зарем другите македонци или другите луѓе не се беа загрозени пред 2015? Па беа, но кога ќе да вратиме наназад, пак ретроградно, јас 91-та сум учесник во ЈНА како доброволец во војната. 99-та во резервниот состав, 2001-та во резервниот состав на полицијата. Сега можете да замислите што се случуваше. Не знам. Не можам да замислам, простете ми. Па и Тоа е само вие ако премолчам споделите, тој момент. Ако премолчувате, тогаш да тогаш може ви кажам, фала, пријатно. тогаш може да преминеме на христијанско братство само. Значи тоа е завршено. А бевте тогаш. учесник 2001? Бев во резервниот состав на полицијата. Така. Тетово. Предпоставувам дека и Тетово од и тогаш Тетовско. ве знаат. Ме знаат многу добро. А, така. Па добро, сега доаѓаме до некоја логика. Ни требаше 15 минути да исчепкам за да биде појасна сликата. Ја ве разбирам, но некои работи значи мора да останат тајна. Што се случувало? Затоа од 2015 значи јас прифатив да дојдам и да разговарам за христијанско братство и да го отвориме христијанско братство и да стане многу појасно што е христијанско братство. Значи, Формирано е рековте заради безбедноста, заради безбедност. точно Чија безбедност? на македонците. Македонците дали се небезбедни? Мислам дека да. Зошто мислите така и образложете Па го? затоа што за да имаме една демократија која што во секојдневно се спомнува демократија, ние мораме во Македонија да имаме независно судство, независни медиуми и независна полиција. Во овој момент, во Република Македонија, наназад вратено 30 години, немаме ништо од сите овие три столба што се во општеството независни. Сите се зависни. Еве како. Се случи инцидентот. Да се вратиме назад, еве на мојот. Полицијата презеде случај. Дојде до судството, медиумите го пренесоа на поинаков начин, сето тоа се закашка и ден денеска немаме никаква завршница. Втор случај. Пред 4 години, кога покуша, се обидоа ДПМНЕ да изврши притисок врз христијанско братство, се обидоа тогаш со една хајка против христијанско братство и врз мене лично. Каква хајка? Па се обидоа прво христијанско братство да го стават под нивни кош. Да работи, значи, за интересите на таа партија која беше на власт. Јас Добро. кажав, нема да работи. Христијанско братство ќе работи само единствено за Македонија и македонските интереси. Направија сцена, клевета, наутро во 6 сато дојдоа дома 20 специјалци, ја испревртеа цела куќа, барајќи оружје, правејќи мене како опасна личност за општеството и воопшто за Република Македонија, непријател број 1. Не баре сега. паравојска дека имате? Така нешто. Па, знаете зошто? Знаете, кога ќе видите оваа слика, сите сте во иста облека и првата асоциација делува дека е тоа некоја Паравојска. Паравојска организација која чим имаш истоветна облека, таква и пораката, ама мислам дека и не го правите случајно тоа. Не. Ајде, ќе се вратиме на ова. Ако. Но прво да ви одговорам на ова. На еден од протестите, само да ве насмеам. Ако. На еден од протестите не можеш да ме смееш. во народот, поминувавме и еден од собраните луѓе ми се обрати и ми вели: многу се плашам од вас, ми вели на мене. Доаѓам на ова и му велам: брато, и ја се плашам. Не си само ти. Опасни се. Ама и ја се плашам. Не си само ти што се плашиш, седи рад. Ме загледа така, јас само си заминав. Може и сега и ме слуша, тој истиот човек. Значи, ја се плашам. Не е Жарко Гроздановски сега тука фигура многу јака. Не е Жарко силен или некој мафијаш или некој, пази, молим те, некој човек. Не. Жарко е најмирниот во христијанско масло и најдобриот. Има понемирни, Значи, има и полоши. Да. Значи, јас сум најдобриот и најмирниот. Дали тоа значи дека сте подготвени за конфликт, за физичка пресметка, за некаков судир? Дали имате оружје?
Добро прашање. Оружје, Бидејќи нели сте биле обвинети за паравојска, влегле 20 специјалци знаете, ви информирани претресни? сте добро, да, информирани сте добро. За Тој жал не беше. сум. Да, бевте. Да, Све тоа е од точно обвинет вашите. за паравојна формација дека можам да формирам. Тоа е факт дека можам да направам. Добро. Но не паравојна формација која ќе се формира против македонскиот народ во никој случај. Ако биде Македонија загрозена од надвор, да, христијанско братство е спремно. А ако биде загрозена од натре? Тогаш ќе размислиме. За од внатре не можам да ви пресудам. А за од надвор може за 24 часа истите овие луѓе што ги гледате, да ги видите во униформа. Да. Дали они се спремни и знаат да ракуваат со оружје? Па ветерани се. Ветерани се Па ако претежно. јас на мои 46 3 пати поминав 3 војни, што па не они. Добро, и ја малце провоцирам, морам да признам, у живот не сум држал оружје, сега да ми даеш сигурно знам да испукам 6 куршуми. Мислам, нема човек кој не знае да го шкрапне обрачот. Кажете ми, дали формирање на ваква организација, која во суштина делува униформно, испрати порака и дали мислите дека безбедноста на македонците, бидејќи нели под предпоставка дека во Тетово делувате локално, така? Ова е Не. порак? Не? Не. Испрати каде делувате? Се извинувам. Знам дека имате протести во Скопје за името, имавте протести, тоа не навлегувам. Не. Туку објаснете ми, христијанско братство е македонска организација, пошироко имате ќели во другите градови. Значи христијанско братство е се на ниво на цела Република Македонија и А, надвор така, во тоа не го диаспората. знаев. Ви благодарам. Дури во диаспората. Ви благодарам, не знам. Не знам, затоа сте тука да ве прашам, а вие да Ако ви кажете. речам 2000, значи во Тетово, се негде околу 100. Битола се да речеме негде околу 100 и нешто. Прилеп, Струмица, Гевгелија. Значи, цела Македонија и во диаспората. Не има на секаде. И затоа и, впрочем, реков, не е лесно Не, да си првенец добро. на 2000 мажи. Но зборувам на 2000 мажи во права смисла на зборот мажи, не партиски лебарки или презервативи. Овие не се сопристапница во христијанско братство влезени, затоа што ако е за сопристапница, јас лично можам да ти пополнам 30 денес пристапници. Но рековте вие сте со Листот- заклетва. Да, листот трпи се. Но за да влезеш во христијанско братство, треба да поминеш неколку филтри. А тоа е? Честност. Објасните ми. Лојалност. Кој ги пресудува тоа кој е честен, лојален? Значи вака сега, ако се јави некој, кој се смета себе си да е достоен за да биде дел од овие момци под заклетва, например, ако е, еве, ајде, да земеме еден град Битола, ќе го земем, или Велес. Тогаш јас, тој човек, тоа име, го усмерувам кон моите браќа во Велес, за која личност се работи, кој е овој човек, или дали е тој достоен за кај нас или не е достоен. Кога го спомнавме Велес, кој одлучува? Моите браќа пијат кафе, разговараат, прават проверка со тој човек. Дали е тоа што се представува или е лажен патриот? Ветинг. Не, лажен патриот. Кој го вади знамето само пред избори, ќе го истресе од прашино, ќе го извади пред избори, тоа е тоа, готово. Так. Свршивме работа, сега ќе чекаме да даде работа партијата и така натака. Не. Последниот збор го имам јас. Кога, еве, го спомнавме Велес. Тогаш, можам да ви кажам дека спремни за заклетва. Имаше 32. Во самиот разговор, нема да спомнам од која организација беа, побараа да се приклучат во христијанско братство, во самиот разговор излезе дека од тие 32, 25 се веќе бивши членови на една организација во Велес, кои сакаат да се скријат во христијанско братство, под заштита, демек ние сме во христијанско братство и сега никој ништо не ни може. Но тој во разговор јас го уочив уште во стартот, кога самите кажаа каде се и каде членуваат, од тие 32 влегоа само тројца кои што се чисти. Не партиски. Партиски Значи, вие може да бидат обоени. самите луѓе се Да. прават проверка и препорака на... И последниот они- збор го имам јас. Така. И јас кажав дека од вас овде собрани браќа,
можам да ви посакам само пријатен ден, а во христијанско братство денес ќе даде заклетва тој. Другите можете да си одите. Имате една пирамидална шема, не да може, речеме значи, некоја. да влезе, Вие сте кои да ви ствара проблем. Ам, Зашто склопот на христијанско братство, партија не интересира од која партија доаѓа. Затоа што, ако речеме, тој е патриот. Патриоти се сите. За себе. Имаш патриоти и во склоп на ДПМН, имаш патриоти во склоп на СДСМ. Секако. Христијанско. И во другите партии, добро, да не ги спомнувам. Ги спомнувам овие две како едни од поголемите партии во Македонија. Од тие 2000, што се браќа под заклетва, 1000 се членови на ДПМН. 500 се членови на СДСМ. Додека 200 се можеби членови на други партии и 300 не се партиски, вклучувајќи ме и мене, кој не сум партиски обоен. После, што е важно за христијанско братство, дека тие може да се членуваат. Тоа е таа кауза внатре. Може да членуваат во нивните партии, да придонесуваат, но кога христијанско братство ги повикува, тогаш партијата е второстепена, затоа што кога христијанско братство ги повика, тоа е за Македонија и македонскиот народ, а не за партиски интереси. Затоа што Македонија постои векови, а нивните партии постојат 30 години и се променливи и минливи, додека Македонија е вечна. Нивната борба кога христијанско братство ги повикува, тогаш тие не се само патриоти, лавови, тоа се витези и тоа е одбраната на Република Македонија. Кажете ми за заклетвата. Рековте ја се полага на свето место. Каква е таа заклетва? И какво е тоа свето место? Бидејќи рековте пристапница ништо не ви значи, не ама значи. даден збор на свето место и заклетва ви е повеќе. И на нотар да се потпишат, и тоа не ни важат. Разбирам. Кажете ми малце за заклетвата. Заклетвата е всушност истата заклетва што ја имала ВМРО 1890 година. Само е оваа малку модифицирана и софистицирана во склоп на времето и политиката денес. Добре. Заклетвата се изведува на свето место, точно, тоа е црква или манастир, во било кое место во Македонија, сите тие се наши цркви и манастири, се изведува во недела. Заклетвата ја даваат пред Господ, а јас и моите браќа тука сме само сведоци дека овој човек што сега дава заклетва пред Господ, утре ќе биде наш брат по вера или сестра по вера, seедно. Зависи кој што. И дека ќе се придржува на таа кауза внатре во самото христијанско братство, ќе ги почитува принципите и правилата на христијанско братство. Тука се обврзува, јас тука, значи тогаш држам еден мал говор, каде што убаво и во тоа свето место кажувам дека христијанско братство, партија нема никогаш да стане. Ќе остане аполитичка и ќе ги брани интересите само на Македонија и на македонскиот народ. И тогаш исто јавно и гласно им велам. Кога христијанско братство ќе ве повика, партијата повеќе нема да ви вреди. Верувам зошто одлучивме да биде на свето место. Порано беше, затоа што велам, модифицирана. Порано ВМРО заклетвата ја правеше на кубур, на нож, кубур и Библија. Ние ги тргнавме кубурот и ножот, ја оставивме само Библијата. И верувам дека, ако тој човек, кој што утре ќе стане наш брат по вера, влегувал на свето место, и ако има и грам малку совест и чест во својата душа, а влегува на свето место пред себе, и ја изговорува заклетвата каде што кажува дека ќе ги почитува општо и дека се колне, верувам дека тој човек и да покуша утре, брат, да се обиде да ме излаже, таа совест мислам дека би требало да го пече. Сега конфликтни ситуации внатре во христијанско братство сум немал. Да, имало несогласувања околу мојот став за некои прашања. Кога давам поддршка на некоја партија, затоа што како што и ви напомнав, е склоп од повеќе партии, различни гледишта. Интересна е случката што денес во Македонија владе едно мислење, ако случајно ја нападнам ДПМН,
Одма се мисли дека јас сум за Работите за СДСМ. СДСМ. Ако ја нападнам СДСМ, сите мислат дека сум ДПМН. Не може да разбере македонскиот народ дека јас не сум ни СДСМ, ни ДПМН. Јас ги бранам интересите на Македонија и на македонскиот народ, а не нивните партиски интереси. Тоа не е мојата цел. Кои се Ни па целта на христијанско братство. Кои се интересите на македонскиот народ по вас? Македонија е една, единствена, историска и библиска исплотена. Тоа е мојот сон и сонот на моите браќа по вера, а и верувам, тоа е сонот и на сите македонци, вистински македонци, не лажни патриоти и паролюбци. Тоа е тој сон. И ова да ве прашам, имаше обвинувања за вас да и едни споредби дека вие сте фашистичка организација, нешто пандан на Златна Зора Грчка. Како одговоривте на тие напади кога сакаа да ве направат дека сте и паравојска, параполиција, дека се подготвувате на оружје, дека вашето делување делува како и ми изгледало како фашистичко? Што ќе одговорите вие на таквите напади? Добро, значи, колку некоја организација се качува на скалилото на успехот, нормално дупло се зголемуваат и неговите непријатели. Нормално е, кога не ги почитуваш нивните норми, нормално дека тие мора да извадат нешто за да ве навредуваат и омаловажуваат. Па да започнеме. 2015 година, поради црната мајца и крстот и шарпата, мислеа дека христијанско братство е одделено од црквата. Што нема врска воопшто. Црнокошулјаши. Да. И тоа е секта. Првиот збор се употреби секта. Да, подоцна, кога се увиди дека не е тоа и дека немаме врска со црквата, ни па со нивните канони. Немаме потполно ништо врска со нив. Ви реков, јас верувам во Господ, но не во свештените лица, во исклучок 1%. Во свештени лица можам да верувам. Во не другите. Во другите не верувам. Илично јас, а и верувам и моите браќа по вера. 2016 година се протури од некои табори дека се работи за паравојна формација. Поради облеката. Тоа е црната облека, тие црни маскирни униформи и така натака, кои може да купиш и на пазар. Подоцна, 2017-2018 година се протури дека соработуваме со Златна Зора. Дека сме во блиски односи со српска част. Да. Точно. Јас лично се познавам со некои од српска част, кои уште во нивното формирање бара дел од христијанско братство. Јас им го дадов мојот статус. Како е? И им дадов православниот крст и ги напомнав каде да се движат. Тие го Што им дадовте? Статут? Статутот на христијанско братство, како треба да изгледа една организација која треба да се занимава со овие патриотски и Имате таков статут? Да, имаме. Го имате вие Не. овдека на отпечаток? Не. Се извинувам, добро. Не, го има во Централен регистар на Република Македонија. Како се извинувам? Централен регистар на Република Вие го Македонија. имате регистрирано Да, ова, се да. извинувам, како како што е? Како Хуманитарна. хуманитарна Да, организација. помагаме. И таму е добро. Во Со ред? печат и со Со печат. потпис, Добро, да. Со добро. жиросметка. Добро. Да. Ви благодарам. Сега одиме. Добро. Да, со Златна Рековте. Зора имав мал инцидент. Сега колку е тоа убаво да се каже, беше напад на наш брат по вера во Грција. Добро. Законот во Грција. Од Златна Зора. Мгм. Заради носењето на христијанско братство Македонија. Поради тоа Македонија. Да ја стапи во контакт со нив, се сретнавме во Солун и ги расчистивме сметките. А објаснете ми малце како беше таа средба и кажете ми нешто за нив, бидејќи ние овде малку знаеме. Колку ви се сродни они, колку сте блиски или различни? Добро, они во тој разговор со нив разговаравме на англиски јазик. Добро. И се договоривме да се сретнеме, они прво побараа на меѓузона. Јас им реков, зашто на меѓузона? Па ќе дојдам во Солун. Тој е македонски град. Ќе дојдам во Солун. Бидете таму за 3 дена, после дежурство, чекајте ме во Солун, ќе дојдам. Отиднав сам во Солун. Таму беа само тие двајца мои браќа што имаа проблем. Само да ми окажат локалот, каде што требаше да се случи средбата. Се сретнав. Средбата траеше неколку сат време.
завршивме со како што завршивме. Се сретнавте со некој функционер од Златна Зора или само некој нејзин представник? Па да ви кажам со првите луѓе. Не со Со тој првите главни, луѓе. него со неговите први да од тој момент Да расчистите за тие луѓе. за тој инцидент и за во иднина. Што се договоривте и баш ме интересира. Мислам, што можете да ни пренесете, еве да бидам коректен. Ајде да политички? парафризирам нешто. Добро, повелете. Горе-долу. Не навлегувавме политички, Не, не, добро. затоа што тука можеше само да се искараме и да И дојде јасно им беше и до медниот и- физичка. Па да, они кога Ви беше јасно каков е и кога вашиот и вие ме видоа каков е сам нивниот. мене во Солун со христијанско братство мајца, јасно им беше дека овој или има големо срце, или има Или нема ум. па или има големи Такви. Јас ги имам сите тие. Јас појдов во Солун на таа средба. А ме они видоа тоа сам. го испочитува, Да, очигледно. стана, ме испочитува, седнавме, видоа на Фејсбук фацата, да вика, на нивни. Не го разбирам грчкиот јазик, ништо не ме интересира. Видоа дека сум таа личност, почна разговорот и за некаде околу сат време слегна прашината. И им реков, не мора да соработуваме ние воопшто во иднина, не мора да соработуваме, но кога се работи за христијанско братство или член на христијанско братство во кај вас во Грција или ви каже дека член на христијанско братство, немој да го чекате. Дали ви порача да немате активности во Грција? Не дојде до такво нешто, не. Тоа мислам И се подразбира. Тоа беше Дека и они би Точно. реагирале ако се обидете, на пример. Љубезно беше, завршивме со нормално софра како што личи се. А и со Она софра испочитува- беше? Се Машала, испочитувавме машала. и Редакци? ден денеска се почитуваме и соработуваме во некои делови. Што е тоа што ве зближува, што е тоа што ве разделечува? Не зближува православието, а не разделечува националноста. Значи, јас сум македонец. А он не го Јас сум признава тоа. единствено само македонец. Они не го признаваат тоа. Тие не го признаваат. Јас кажав, ова е Македонија, Солун. Тие велат не, ова е Грчка. Тука не се согласувавме. Но кога се работеше за православието, си дадовме рак. Што сепак сме православни. Тоа беше така. Тоа можам да ви го кажам. Што после моето не можам да кажам. Добро? Истото и Убака, кога ме приведоа, пали првиот, вториот или Кога? шестиот пат, не знам више Повеќе колку. пати сте приведени? Па, кога ќе им текне. Како ги ме Да, чека? сега више Добро. станав како домајчин. Сега таа агенција зошто како АБН. Ве приведуваат. Зошто? Зошто? Постои ли некакво објаснување кое господин Жарко дојдете со нас во станица, обвинете сте заради тоа и тоа Па или прво сомнеш за оружје. сомне за оружје, Не пред се, најдоа така. ништо. Второ, сомнеш клевета. Бил уплашен некој од христијанско братство, не можел да спие човекот. А, така. Па се плашам од тој човек, дека сум опасен. Така. Испадна дека нема ништо. Ми ги зедоа компјутерите. Ме осакатија што се вели. Па компјутер да ти земате Не еден, осакатување, него се 3 разбира. компјутери, сосем мобилни. Да пронајдат ништо, не пронајдоа ништо. Добро. Оружје нема, јас ве реков. Оружјето не се наоѓа во мојот дом и не одите да го барате, еве, таа е таа порака, не одите да барате дома. Можете дома да најдете само нож, што се чам леп. А после бев за малку приведен од Алфите, тој инцидент пред собрание, кога сакаа да ме Тој во вториот дел ќе поразговараме за протестите Па и за после тој приведен. инцидентот. Така. во Битола приведен, допрен со кола, автомобил, претресуван и така натака. Да не носите оружје. Да, не. Во Битола, ве молам, ме запря да ја претресат колата, затоа што сум бил голем организатор во Република Македонија и сум пренесувал оружје што требало да подигнам револуција во Република Македонија и да го нападнам општествениот систем и власта во тој момент. Во право ли си? Не се во право. И се докажа и спротивното дека стварно сум. Дали овие приведувања и испитувања резултираа со некаква кривична, прекршочна, дали бевте на суд? Не прекршочна. Јас одам извини. директно на кривична. Директно на Не кривична. прекршочна, тоа е- Дали излеговте на суд и какви се пресудите? Да. Прв пат сум осуден на 3 години затвор, на 2 години и 1 месец затвор, затоа што не сум бил претходно никогаш осудуван.
а 3 години условно, затоа што 2016 година поставив светлосен крст во Полошко, тоест помеѓу Тетово и Брвеница, 6x4 метра, светеше за Великден 2 недели, после општината го тргна. Резултираше со кривична пријава, тука требаше да се изгради камена кула на влезот на Брвеница, која на горниот дел требаше да има светлосен крст. Откога власта тогаш го направи тој објект дивоградба, а имајќи ги сите документи, го направи дивоградба и јас добив кривична пријава, но сепак реков дека ќе свети крст за Великден и крст 6x4 светлосен светеше во Тетово. Добив кривична пријава 3 години, условно, и сега одлежав таја условна казна, заврши на 26 декември и на 26 декември дента добив нова повторно кривична постапка за едно видео кое што го пласирав на Facebook. И да така јас сум континуирано под кривична пријава. Какво видео Тоа е морално малтретирање. Какво видео сте Ова постирале? не морално, него психичко малтретирање. Добро. Психичко малтретирање, Така, затоа што физичко не може ништо да направат. А психички добро работат. Кажете ми, какво видео беше тоа за кое ве осудија? Па тоа беше еден излив на гнев кон една личност. А вие го снимивте тоа, изговоривте нешто и Да, ставивте? изговорив. Аха, добро, јасно ми е. Ако сакате... Тоа видео беше излив на гнев и нервоза кон една личност, политичар во Република Македонија, со што не се согласував со неговите ставови тогаш, а не се согласувам ни ден денес. И резултираше со тоа што резултираше. Епилогот е добро познат. Тоа е она втора кривична пријава, последеше трета и сега више не ги ни бројам кои се кривични пријави. Само што јас сум човек кој не го објавува тоа на Facebook, затоа што јас сум борец, а не жртва. Тоа мора да биде јасно и децидно кажано. Не сум ги кажувал моите патешествија на судските лавиринти, казнуван, осудуван, приведуван, последниот инцидент и приведен на 24 часовна самица и така натака. Но пак испливувам и успеу. Јас сум пак тука. Господин Жарко, Не надвор од Македонија. да, ќе ве замолам да направиме кратка пауза, а веднаш по паузата и рекламите ќе се вратиме назад и ќе го продолжиме разговорот. Режија, повелете. Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Јади Бурек во ТВ Сонце разговараме со Жарко Гроздановски, председател, лидер, првенец, добро, на христијанско братство. Да ве прашам, еве, бидејќи до сега многу јавно не настапувавте, а имавте јавни протести, па и ми интересира, еве од вашето досегашно искуство со вашите настапи, со вашите, браќа, како го оценувате христијанско братство? Колку има веќе се наметна во општеството како влијание, сила, моќ? Ве разбирам. Христијанско братство е родено во невреме. Растено во бура, доено со патриотски дух, облечено со сонцето од кутлеш, капено со света вода и крстено 2 пати. Тоа е прв пат како мали, кога сме влегле во православието, и втор пат заколнати на свето место за Македонија. Може би нашето делување за овие 5 години, скоро 5 години, навидум изгледа опасно. Но во секој случај е легално, исправно и потребно. И во никој случај не е противзаконито. Секогаш ги браниме интересите на Република Македонија и македонскиот народ. Но имате кривични.
видете, со секоја кривична пријава. И самите Како кажувате рана. колку нели зборите за Македонија, за државата, за народот, а од друга страна ве казнуваат и ве гонат. И сега некои луѓе кои се неутрални и не ве знаат ќе се збунат. Чекај сега, овие го прекршуваат ли законот? Не го прекршуваат, што е работа? Значи, можам слободно да речем. Не една кривична, и 101 кривична пријава да ми натоварат на грб. Јас сум спремен да ја сносам. И ако треба, и да ја одлежам таа казна, но јас и во затвор ќе лежам за Република Македонија и македонскиот народ. Во никој случај во затвор нема да влезам. За криминал, за шверц, за педофилија и така натака. Но можеби, исто така и можеби. заканите кон одредени личности се исто така кривично дело. Не. Ако мислите за тоа видео, тоа не беше Да. закана. Не, тоа во никој случај не беше закана. Тоа што само беше еден момент на излив на гнев спрема еден политичар кој што го прекрши уставот и сите закони кои што можат да се прекршат во Република Македонија. Значи, тоа е тоа афектна состојба. И јас не се одрекувам од тој момент. И не се повлекувам од реченото. И сум спремен да одговарам пред судството во Република Македонија. Така. Може би, со моите одлуки, јас нема да им се допаднам на некој. Но ја не ни сакам да им се допаднам на сите. Затоа што ако ја сакав да се допаднам на сите, ќе водев некое хумористично шоу. Во никој случај не христијанско братство. Не лидер или првенец на овие патриоти. Шлагот, тука е собран шлагот на сите патриоти или мажи или лавови во Република Македонија. Ај за протестите. Рековте, христијанско братство брои околу 2000 луѓе и ги викавте на протестите. Дали сите повикани излегоа на протести? Зошто 20 да, зошто не? Да, на 28. Втори 2018 година Советот одлучи христијанско братство од една тајна организација да излезе јавно и колку може да се обиде да спречи менување на име, донесување на закон за двојазичност и така натака и така натака. Се започна многу добро, бурно. Но после како што одминуваше времето, се изгуби еланот. Зашто? Затоа што од едноставна причина што ако првиот пат повикав 200 луѓе, има тоа видео пуштено на самото излагање. И ако тогаш на тоа видео убаво реков дека христијанско братство може и Шар планина да ја помести, но ако македонскиот народ ни даде и само мала искра на надеж дека сочувствува со она што ние го правиме за Македонија. Но кога подоцна увидовме додека ние стоиме на протести и на снег, и на дожд, и на сонце, некој да седи по кафичи, да шета кучиња, да не го интересира воопшто Република Македонија. И што се случува со Република Македонија, тогаш и еланот на христијанско братство за излагање на самите протести опадна. Тогаш почнав да вршам селекција. Значи, ако се работи за нешто во Гостивар, гостиварчани, Тетово, тетовчани, Скопје, скопјани. Сепак тоа и да не ги членовите малтретирам. финансиски ги оптеретува сигурно. Да. Тоа со тие самите протести. Тоа ми е доста интересно. Ќе имате ли натаму други протести? Да. Во суштина протестирате против преспанскиот, промената на името? Не се согласуваме, да. Значи, видите, ставот на христијанско братство беше, е и ќе остане. Не за НАТО, не за Европска Унија и не за промена на името. Ако не ЕУ и НАТО, тога што? Но, јас се реков, ставот на христијанско братство. Така. Но ако ме прашуваш мојот личен став, како Така. Жарко Гроздановски,
тогаш можам да ви одговорам дека ако јас лично се прашувам, јас сум за Европска Унија, но како Република Македонија, без измислени придавки и додавки. Се ми е јасно. Одлично. Сум Добро. за влез во НАТО 50 и 50, затоа што ако јас лично се прашувам, јас не сум за Македонија да биде во некој воен пакт. Јас сум да биде воено неутрална држава. Ако јас лично се прашувам. Додека за името, тогаш можам да ви кажам, сум 100% против промена на името. Тоа е тоа што мене ме извади христијанско братство на улица. И денес сме на улица. И ќе протестирате токму заради овие причини, така? Ќе протестираме и сега е донесено, значи, што направивме? Дојдов до една идеја, бидејќи растурени сме, македонците, имаме премногу партии, премногу организации. Дојдов до идеја да направиме, да се обидеме всушност, да ги сплотиме сите партии и организации кои што не се во склоп на веќе коалициите, добро на нас познати. Тоа сплотување или обединување беше јавно на Facebook објавено на мојата страница. Имавме одржан состанок, се донесе неколку заклучоци и сега работиме на тој план на сплотување на партии и организации и настапување на избори ако се одржат. Значи, ако се одржат на 12 април. Ќе настапиме како еден македонски национален блок. Тоа ќе биде Секунда, дозволете ми да им дадам инструкции на режијата. Повелете. На паузата се договоривме дека ќе ги отвориме телефоните, да го чуеме мислењето и на гледачите. Значи, сега додека говорите, ќе бидат поставени телефоните, но ќе поразговараме и за тоа. Што е тоа македонски национален блок? Дали тоа значи дека вие политички ќе излезете на овие избори? Што е тоа македонски национален блок и дали ќе има ваши кандидати на некои листи или со своја независна листа? Не знам, објаснете ми малку. Сега, да започнеме, значи од почеток. Македонскиот национален блок беше една моја идеја, затоа што за овие 3,5 години со протестирање на улица дојдов до заклучок дека ние всушност ништо не направивме. Да, со бойкотирам и покасно блокирам како едни главни учесници од тие настани на тие протести, победивме. Но не победивме ние, христијанско братство, или некој да се мава по гради демеки голем патриот. Не. Победи македонскиот народ со неизлегување на референдум. Но изгубија пратениците во собрание. Тие извршија предавство на Република Македонија. Сите 120 пратеници. Таму е извршено предавството. Сега, ако сакаме да ја добиеме оваа битка за Република Македонија, таа борба мора да се води институционално. Што значи дека мора да се влезе во собрание и сите грешки што се направени во собрание треба да се поништат. А како ќе ги поништиме? Не преку улица и како што напомнав лајање на месечина или лајање во празно, него внатре, во институцијата, во собранието треба да влеземе. Таму на дугме треба да кликнеме и ветувам и на македонскиот народ. Ако успеам да тоа направам, да го сплотам, и ако успееме како македонски национален блок да влеземе во таја трка со пратеници, јас ветувам дека за 365 дена Македонија ќе го вратиме назад името Република Македонија и ќе го развееме знамето од Кутлеш. Не она што ни го цело време наметнуваат, не она што сме цело време понижени, коленичиме пред сите институции, коленичиме и пред сите соседи, коленичиме пред се што може да се коленичи и сме најпонижен народ можеби во светот. Никој нема право да ни го промени нашето име. Нашето име е едно, единствено, свето, библиско, историско и се викало, се вика и ќе се вика само Република Македонија. Не Република Македонија, туку Македонија. Ние Република не сме се викале Македонија. од пред 100 години. Сигурно не сме биле Република. Како ќе го изведете тоа? Вие ќе бидете независни, ќе се регистрирате како политичка партија? Како мислите тоа технички да биде? Нека бидат трпеливи, имаме гледачи, имаме уште малку разговор, па ќе ги вклучиме.
Како ќе го изведеме тоа? Имаме два плана. Првото да биде со коалиција, со тоа што во Македонскиот национален блок ќе влезат партии кои што се веќе во централен регистар како како да го кажеме, регистрирани партии Добро. и организации. Морам да напомнам дека христијанско братство е во сојуз, родолюбен сојуз со тврдокорните и македонските обединети сили, скратено МОС. И така функционираме 2 години. Сите три организации функционираме како една. Ние ќе сме 3. Сега имаме уште 3 партии и кога ќе осетиме дека сме спремни за нештото, ќе излеземе јавно и ќе соопштиме пред македонскиот народ. Еве ги изборите кај се. Април еве го каде е? Завршува јануари. Кога планирате Значи, сакам да кажам, да не бидам погрешно Само сватен, кратко, бидејќи имаме гледачи. затоа Да. зборувам поспоро Аха, добро. и не ставам некои финеси во говорот, сакам да бидам разбирлив Сте. за македонскиот народ, Океј. затоа зборувам полека. Македонскиот национален блок може да разговара и да ги прими внатре. Само оние партии кои што ќе се против овие 3 работи што јас ги спомнав. Не против НАТО, не против Европска унија и не против промена на името. Кои што ќе се залага со самото влегување во собрание, прв приоритет ќе биде враќањето на името Македонија. А не ЕУ и НАТО. Добро, ви благодарам. Може да ги отвориме, отворени се телефоните, имаме гледачи, ќе ја замолам реджијата да ги вклучи, на звучник ќе ги слушнеме. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Се јавувам гледач од Велес. Да, повелете, ве слушаме. Сакам до првенецов 2-3 прашања да поставам, ама дали ќе имаме толку можност. Ај, бидете Бидејќи- кратки и концизни, а ја ќе видам дали ќе господинот сам ќе одлучи дали ќе ви одговори. Бидејќи јавно се закануваше на социјални мрежи на премиерот Заев, знаеме сите, и вика како бил од полицијата приведуван и тие работи. Ја знаеме Што е прашањето? Ве молам, поставете прашање, затоа што има и други. Што ви се прашањата конкретни? Прашањата ми се конкретни, зошто има омраза во Добро, тие изјави благодарам. со кои- Има човекот проблем, малце да го дефинира. Имате ли омраза? Зошто имате омраза? Кон кого? Не знам, сега не можам Јас да не го чекам слушнав. цела вечер. Добро, одиме тогаш со следниот гледач. Добро вечер. Значи, Не го господинот слушнав. Жарко е расположен да одговори на го прашања. слушнав. Па повелете, поставете му ги. Сепак е он гостинот овдека. Во некоја друга емисија, констатации, ќе отворам тема, нели? Па ќе можете надолго и на широко, сепак сега он е гостин во емисија. Ќе бидете друг пат и вие, така што и гледачот, кој имал проблем да се доискаже, сега полесно во друга емисија, ќе му дадам повеќе простор. Добро вечер. Добро вечер, господин Јанко. Повелете. Секоја чест на вас, пошто го донесовте овој гостин во вашата телевизија. Едва и го донесов. Со ратрак го мкнев од... се шегувам малце јас. Повелете, што е вашето прашање? Моето прашање, ја го поздравувам него и му пожелувам секој добро, големо здравје да има, што подолго да води и партијата. И ретки се овакви храбри луѓе. Ја да сум на 40 години, одма би се приклучил кај него. Благодарам и секој добро на вас во телевизијата. Партијата. Веќе ме перцепираат како партија. Поздрав, секој добро. Благодарам за Ви благодарам јавувањето. јас. Партија сте или ќе Не. станете? Значи, повторно Ќе кажам. мора да го кажувате и христијанско неколку братство пати. Ова е гледачи, ова е народ. И ќе бидете остане, трпеливи. да, христијанско братство ќе си остане аполитичка, хуманитарна и патриотска организација. Но ќе сакате да влезете како такви Како во таква- собрание. Да, јас реков пред целата македонска јавност во и надвор од Македонија. Добро.
Борбата мора да продолжи во собрание. Улицата не вроди со плод. Така. Режија, дали имаме гледач на линија? Океј, во моментов е во процедура. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, господјо, во програма сте. Сакам да го прашам гостинот, што би направил со сумката од ВМРО и на Заев, која казна ќе му следи? Повторете го првиот дел од прашањето. Со сумката од ВМРО што гласаше за промена на името. Што ќе се случи? Така. Ја разбрав, благодарам. Значи, што ќе правите со осумката од ВМРО што гласала за промена на името и што ќе правите со Заев? Видете, што ќе правиме со тие 8. Тие не се 8, него се 120 пратеници внатре, што гласаа за промена на името. Зошто тие 8? Затоа што тие 8 беа најкорумпираните од сите нив внатре. И беа лесни за обработка. Кој ослободен од затвор, кој од притвор, на кој му беше ветено нешто, на кој му беше дадено нешто. Што би направиле со тие лица? Времето ќе покаже. Но нема, верувајте, дека така лесно да поминат. Доволно Македонија крвареше. Доволно крвареше. Ова што го направија тие е како скок со крвави нозе. Падна. Сега оставаат само крвави траги. Ние не мислиме дека повеќе треба да ги бришеме тие крвави траги. Доволно Македонија крвареше за овие векови, за да го сочува тоа име Македонија. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало, Добро вечер, повелете, ве слушаме. добро вечер. На телефон е Љубиша Настовски, председателот на МОС Македонски обединети сили. Поздрав. Вака го поздравувам и Жарко и го поздравувам одител Јанко и со двајцата се познаваме. Морам да направам една исправка. МОС нема да учествува на избори, не агитира по партии, по организации да учествуваат на избори, затоа што за нас во моментов нашата земја е под окупација. И имаме сосема различити гледишта од нашите коалициони или братски два сојузника, Христијанско братство и Тврдокорни. Ние до скоро беме со исти став, но сега имаме различни став. И тој различен став за жал, еве сега во моментот го обелоденуваме пред македонскиот народ. Тоа не значи дека сме непријатели, но не сме со исти став. Океј, дали би биле, вака да не биде телефонски, дали би биле тогаш да се договориме за евентуално некој ваш представник да гостува овдека, па да се објасни и он самиот. Во ред, така? Ако имате конкретно прашање да го поставиме, Вака. за да ги слушнеме и другите гледачи. Почитувам, водите ќе завршам. Јас еднашка бев порано уште во вашата емисија. Ако некој дојде да ја објасни состојбата на гледиштето на МОС, кој е еден од челните носители на протестите, ако ги познавате знамењата со црните знамења со крстот, жолт, и тоа е нашата препознатливост, заедно со сите релевантни организации, можеме да објасниме нешто во една наредна ваша... Добро, ви благодарам за тоа. Еве, вие нешто објаснивте во врска со тој македонски национален блок, а веќе да дефинирам, имаме да различни дефинирам, гледни. да не стане до да не дојде до забуна. Јас кажав, значи убаво, реков, христијанско братство, тврдокорните и МОС се трите родолюбни организации кои што дадоа завет пред Господ дека ќе соработуваат. Но на последниот состанок македонските обединети сили не останаа на истиот став и одлучија да не настапуваат понатаму, затоа што они мислат дека борбата треба да се продолжи преку улица.
додека тврдокорните и христијанско братство одлучија дека борбата треба да се продолжи внатре во институциите, а не преку улица. Добро. Тука се разликуваме и тоа сакаше да го каже господинот Настовски. Благодарам. А ние одиме веднаш со следниот гледач. Се надевам дека некој од нив или он лично ќе биде гостин во емисија, па ќе слушнеме. Ќе биде интересно затоа што влегуваме во предизборие и секако дека ставовите за влегување и настап евентуално политички ќе биде интересен. Па не само од мејнстрим партиите, туку и од организации, издруженија и помали партии. Добро дојдени се сите, нормално. Сите се поканети. Кој ќе дојде, негов избор. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Почит Јанко према тебе и према гостинот. Вака, само сакам да прашам. Он истакна во разговорот дека 1% од свештениците. Може ли, се извинувам, многу ми е битно, кој свештен некој да го посучи? Не, Ја се извинувам, не, ако може. ја не дозволувам во мојата емисија. Се извинувам. Вака, ја многу му благодарам на Жарко што остана дискретен и со почит, бидејќи и јас сум верник и ја во оваа емисија имам максимална демократија, ама прозивки и фаворизирање на одредени личности од црквата нема да има, никогаш дур сум јас жив. Се извинувам ако сакате, разберете ме, ако не, не. Значи, лоши и добри свештеници во оваа емисија нема да има. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Во некоја друга емисија, на некое друго место, ваш избор. Јас сум го реков. Јас сум се зарекол Отворете ги исто на слободно свето телефоните. Спремен сум да одговорам, зашто и впочем и дојдов тука. Благодарам. Се што не е јасно околу христијанско братство, да го разјаснам. Вака, ништо немаше да ве прекинам, ако почневте да прозивате свештени лица, ќе ја завршевме емисијата. Не, мислам, ви кажувам генерално, не само вас, него за било кого. Така што ви благодарам што останавте коректни по тоа прашање. Јас во моите говори гледам да избегнам имиња и организации колку што е можно повеќе. Коректно. Затоа и вртам одоколу. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Добро вечер. Повелете. Се јавувам од лулката на Македонија и сакам да кажам нешто во врска со вашиот господин тука што промовира своја партија движење. Сето тоа е добро, меѓутоа праксава на назад околу 30 години не научи поинаку да размислуваме. Не знам дали ќе се сложиш, Јанко, ти со ова. Вака, не можам да ви правам вам интервју, ве уклучувам да кажете кратко ваше мислење и поставите прашање. Ево вака. Да. Моje мислење. Не е дојдено времето уште, ниту ова момче таму што седи може да направи нешто, ниту политичарите, ниту Заев, ниту Мицковски. Нов момент треба. Јас го имам тој момент. Добро. Ама не е дојдено времето. Народот не е толку Ако се одлучите популен. за тој нов момент, ќе ви дадам простор во емисија. Или да дојдете, или телефонски, пола сат да одржите лекција. Или по скајп, како сакате. Значи, овака, Јанко, Македонско сонце е една од моите најценети телевизии, пред се Ако може само на кратко, ве молам. Кратко ќе биде. Значи, не е дојдено времето, нашиот народец се повторувате, го чувме тоа. Благодарам за јавувањето. Ете, констатацијата дека не можете ни вие, ни партиите, ништо да направите и дека не е време за ваше делување. Што одговарате вие на тоа? Што одговарам? Во моментов во Република Македонија имаме две јаболка. Парабола. Што се случува? Ние им даваме избор на македонскиот електорат помеѓу тие две јаболка, а и двете трули, и двете расипани, и двете веќе каснати знаеме дека не се добри. Кој од тие две јаболка ќе го изберете? Јас нема да изберам ни едно. Ќе побарам трето јаболко, свежо, ново, нерасипано јаболко. Тоа сметате дека сте вие? Тоа треба да го понудиме на овој. Христијанско братство држи една линија на десничарство. И то строго десно во Република Македонија. Не сакам да зборувам за партиите што тие се во моментов држат. Но и тие партии што треба да влезат, како коалиција зборувам,
Само коалиција. Или ако веќе се реши на состанок, додиме како независна листа. И така нека биде. Јас сум спремен секако. Само една цел имам. Да се врати името Република Македонија. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко, добро вечер, Жарко, брат Жарко, на телефон Пипи. Секоја чест за гостувањето и се најдобро. Немам прашања, сите прашања братот ги одговори. Благодарам. И гледаме дека во секоја жито има куколь и дека не ни требаше таква тие работи вака малце да се искажат, дека треба да се обединиме, а не вака да се разединуваме, па дури и на емисии. Напротив, ја им благодарам и на тие што различно мислат, затоа што подобро е да ги знаеме и да кажат гласно, одошто да глумиме дека сме единствени. Ние не сме единствени и не сме биле, благодарам за јавувањето, да бевме, ние ќе имавме држава уште од времето на Самоила. Прекрасно речено. Така што се јасно со овој народ, а ние можеме да идеме со следниот гледач. Добро вечер и повелете. Добро вечер. Повелете, господине. Како е, господине Јанко? Повелете, ве слушаме. Христијанското друштво, братство христијанското. Отецот Попот чуе христијанско братство, друштво. Значи, отецот кажува кога е моментот. Не го разбрав. Те мисли дека си свештеник. Свештено лице, да. Добро, ти благодарам многу. Не, човекот не е свештено лице. Јас сум вака. Магистер на медицински науки, не свештено лице. Тайм аут. Јас знам што е работат. Не секој не гледа од почеток. А така. Сега, зборите христијанство, во црно сте облечени. А нема врска. И луѓето сватија. Значи, господине Жарко, вие не сте свештеник, вие сте лидер на Сдруженијето Христијанско братство. Аз сум по професија магистер на медицински науки плюс дипломиран дефектолог. И уште една интересна професија, што ја би сакал да ја почувствувам на себе, тоест анестезиолог. Не, анестетичар. Права смисла на зборот. Да. Е така. Океј. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте, господине. Како мисли тој доктор дефектолог да го врати името што е признато од Европа и од цела и од Обединените нации? Како мисли да го врати кога е потпишено више? Тоа е сошен чин. Ја не знам по кој основ, по кој критериум ќе го врати. Добро прашање. Па баш тоа. Молам? Добро прашање. Ја не знам. Името Република... Ти може тоа да го примаш како резерва, како шала, ама ја не знам како ќе таа партија негова или асоциација или не знам. Да му го поставиме тоа прашање да одговори? Да, нека одговори да слушам. Благодарам за јавувањето. Господин Жарко, вие кажавте како, очигледно нормално, не секој ја следи емисијата од почеток, па еве на кратко сума сумарум. Името Република Македонија беше признаено од 100 и повеќе држави во светот. Ова сега име, што е ново креирано име, беше со една цел да влеземе во Европска Унија, но тоа не се случи. Ние во Европска Унија не влеговме, што значи договорот во Преспа повеќе не важи. А и самиот договор беше противзаконит и противуставен. Значи, кога е противзаконит и противуставен, тогаш заслужува тој договор да биде и поништен. Да се врати името Република Македонија. На кој начин? Само во собрание. Значи, на ниеден друг начин не може да се врати. Значи, правно, политички, со легитимни средства. Так. Институционално. На ниеден друг начин. Каде што и беше променето. Значи, без оружје, без револуции, без пукање, без убивање. Без. Току со ум и со закон. Да. Добро. Тоа е јасно и гласно го реков. И стоам на тоа. Значи, и затоа го правам ова сплутување. Е потребно и да се повтори, не секој ќе разбрал и изгубил концентрација, сепак имам долга емисија и тоа е и добро и лошо. Јас ви реков, стојам на располагање на било кое прашање. Ја си го почитувам мојот народ, ги почитувам гледачите.
Некој ќе разбере, некој погрешно и тука сме да се дообјасниме и вие да се дообјасните. Одиме со следниот гледач. Добро вечер и повелете. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, во програма сте, повелете. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Океј. Блажо, thank you very much. Префрли на Зоки. Пушти го следниот гледач. Немаме. Океј, мислам дека имавме интересна вака. Не, ке има уште јавување, ама мислам доволно е. Можеме да заклучиме дека не секому му е јасно вашето делување, не секому му е јасно вашите методи. И знаеш, Жарко, ќе ви кажам сега следно. Кога почна оние процеси на промена на името, народот овдека се јавуваше и викаше нема кој да го поведе народот. Ја срамежливо, колку што можам да следам, бидејќи сум распренат на многу теми, не сум само за политика, ги следе вашите протести. Секој се прашува зошто толку малце луѓе. Од една страна народот вика кој ќе го поведе, од друга страна, кога некој ќе излезе на протест, не добива поддршка. Кога ќе им го поставам тоа прашање, они обично викаат, Јанко, народот се плаши. Како сега целава работа може со народ кој се плаши да се заврши? Можат ли 2000 луѓе кои не се плашат да ја завршат оваа работа институционално, политички и правно? Народот точно е дека се плаши. Тоа е факт и го осетив на моја кожа. Како сте го осетили? Се плаши. Вие сте се уплашиле тоа? Не воопшто. Па како на ваша кожа сте осетили дека народот се плаши? Осетив преку моите блиски. Така. Преку моите блиски кои цело време за овие 3 години ме опоменува: биди мирен, не си ти единствен во Македонија, има многу други. Но јас не ги слушав нивните совети, го платив многу скапо ова нешто. Го платив со страф, со мојот родител. Неговата смрт ми почина во мои раце на Карил клиника. Го платив со 3-4 претреси дома во домашни, со малтретирање на моите деца, со финансиски крах го платив. Но не се уплаши во ниеден момент и повторно ќе кажам. Нема сила што може да ме заплаши. Јас сум роден македонец, живеам македонец и ќе умрам како македонец. За Република Македонија. Второ, протестите. Како се случува и што се случуваше? Можам да кажам едно нешто. Јас или христијанско братство од плашливи луѓе не можам да направам храбри и лавови. Дали ме разбирате? Јас од јагниња, како што се македонскиот народ, не можам да направам волци. Но зато од христијанско братство направив лавови, кои што ќе ги заштитат јагнињата од волците. Дали сум јасен? Да. Одиме понатаму. Протестите што беа организирани, народот беше заплашуван. Не моите од христијанско братство. Моите не можеш да ги заплашиш, дечки. Тие не идеа затоа што другите во Скопје вика, ако јас од Битола доаѓам секој прв, втор ден во Скопје, зашто тој од Скопје не излегува? После беа изманипулирани, додека протестите требаше да бидат во Скопје, некои истите ги правеше во Битола, додека беше во Преспа на Широксокак и така натак и така натак. Тоа ги револтираше. Нешто многу протести во другите градови. Јас се сеќам кога имаше протести само во Скопје, ја имав отворено и критикуваа зошто ние скопјаните не сме искачале на протести. Викам, окей, зошто нема протест во Прилеп? Зошто нема во Битола? Знаеш што ми вика? Гледаме фудбал за летоска. Па сега сега ако јас ги малтретирам прилепчани во Скопје да доаѓаат секој ден, тоа ќе ги кошта нив. Јас не сакам да си ги малтретирам. Ама можат да излезат во својот град да протестираат. Тоа би било уште појако од што во Скопје да дојдат. Затоа во Скопје на секој протест од христијанско братство, ако имаше 30 со обележјата на христијанско братство, имаше уште 30 во цивил, кои се менуваа
Значи, ако излезат денес, нема да излезат после 2 дена, пак ќе излезат, например, третиот, четвртиот ден и така натака. Жарко, ја ги исцрпев прашањата, слушнав дел од јавноста, телефоните се уште звонат, но нели, ќе биде безпредметно сега да се дообјаснуваме, може да ја погледнат репризата вечерва после полноќу или утре са бајле. Снимката ќе биде ставена за околу 120 минути ќе биде ставена на мојот канал. Ја ви благодарам за гостувањето и ви посакувам успех во она што си го зацртале како план. Тоа беше се од мене. Јанко, ви благодарам и на вас како водител, и на ТВ Сонце, и порака до македонскиот народ. Нека бидат трпеливи, се ќе си дојде на свое место. Работиме на тоа и ќе успееме. Сега на крајот сакам, како првенец на христијанско братство или како лидер, да ви поклонам една мајца од христијанско братство. Јас не ве познавам вас. Прашав за големината. XXL. Да, XXL и таква мајца. Не. Тоа беше порано. Сега сум најал, се стегна. Фала ви многу за Ќе ви биде дадена, да. Добро, сакате сега, сакате и после емисијата. После емисијата ви благодарам да се одјавам, да ја одјавиме и тоа беше се за вечерва. Почитувани гледачи, благодарам за вашето внимание, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.